ако се согледаат и одредени компаративни искуства, можеме да видиме дека интегративната сила и легитимитетот на представничката демократија како да се исцрпени во современиот свет. Македонија е соочена со уште поголема криза, а тоа е криза која што произлегува од представничкиот абсолютизам, во кој што денеска веќе се е покренато и прашањето колку представништвото во Република Македонија е навистина представништво на волјата на граѓаните. Ние имаме проблем со демократијата воопшто и со представничката и со непосредната или директната демократија. Има една компаративна студија која што прави преглед на земјите со непосредна, како ја применуваат непосредната демократија и се применуваат различни квалитативни и квантитативни критериуми. Категориите во кои што се групирани земјите имаат повеќе опишувачки имиња на тоа каков е нивниот однос према непосредната демократија и земјите се поделени во 6 групи. Првата група се земји кои што се авангардни во однос на непосредната демократија и тука се сместуваат земји кои што имаат широк спектар на непосредна демократија, Швајцарија, Лихтенштајн и други. Потоа втората група се демократски земји во кои што граѓаните имаат вистинска можност да го користат референдумот и кога државата не е согласна и се противи на таквиот референдум. Понатаму има земји кои што имаат внимателен пристап во однос на референдумите, значи имаат референдумски искуства, но при нивното распишување доминира државата, односно државната власт. Следна група се земји кои што се инхибирани во однос на непосредната демократија, значи постојат инструменти за непосредна демократија, но политичките елити се плашат да го користат овој инструмент. Предпоследната група се група на безнадежни држави, држави во кои што практично политичките и културните рамки се неповолни за користење на инструментите на непосредна демократија. И последната група ја нарекле група која што е последна, во која што нема ниту дебата за непосредната демократија. Македонија не е земена како земја во ова компаративно истражување. И сега јас кога си го поставувам прашањето каде би ја класифицирала Македонија, веројатно во една од последните две групи. Веројатно и вашава дебата на некој начин не извлекува од последната група каде што не се ни дебатира за непосредната демократија, но секако не сме подалеку од безнадежните земји во однос на непосредната демократија. Зошто би ја класифицирала Македонија толку долу на листата на неповолни модели? Прво заради тоа што условите за успешност на еден референдум се многу тешки во Република Македонија, значи имаме ние многу строги услови, и тоа почнувајќи од потребните услови, односно прагот за распишување на референдум, по иницијатива на граѓани е многу висок, така и цензусите кои што се бараат за успешност на референдум. Да барате 150.000 подписи за референдум на државно ниво е прилично висок цензус и тоа е спротивно на она што значи реална присутност на граѓаните и избирачите во Република Македонија, големината на избирачкото тело, така што тоа е еден вонстандардно висок цензус за распишување на референдум. Исто така, за успешност на референдум да се бара излезност од повеќе од половина од вкупниот број и плюс половина од излезените да гласа, тоа се два цензуси кои што се спротивни на препораките на Венецијанската комисија и го прават во старт безнадежен обидот на неорганизирани граѓани, граѓански иницијативи да издействуваат определени резултати на референдум. Исто така, она што практично зборува во неповолен аспект за нашата уставна рамка за референдум е тоа што ако го прочитате уставот внимателно ќе видите дека во самиот устав не е предвидена уставна рамка за тоа како би се спровел еден уставотворен референдум. Таму се зборува единствено за постапка, наменување на уставот во собранието и 150.000 граѓани како иницијатори се спомнати во контекст на она што значи постапка наменување на уставот во рамките
на собранието. Од друга страна, во нашиот устав имаме одредба која што Наде веќе ја спомна, дека собранието е должно да распише референдум доколку 150.000 избирачи соберат потписи. Сега, кога имате уставна одредба во која што доколку 150.000 граѓани соберат потписи, собранието е должно да распише референдум, наспроти таква цврста уставна гаранција, имате законски текст кој што вели да, ама не за сите прашања. И сега почнува законот да набројува прашања за кои што не може граѓаните да собираат потписи за референдум. И тука тие услови се ставени, прво, значи, според мене, прво треба да се постави прашањето дали воопшто вие со закон можете да ограничувате права кои што се дадени во Уставот, значи право кое што значи на непосредно изјаснување на граѓаните, но при тоа морам да бидам искрена и да кажам дека Уставниот суд веќе го разгледувал ова прашање во Република Македонија и дал едно многу креативно толкување со цел да го оправда ваквото законско решение. Значи, самиот Уставен суд има одлука во која што, односно решение во кое што вели дека обврската на собранието да распише референдум, кога предлог ќе поднесат 150.000 избирачи, е процедурална, а не е суштинска, односно не е од материјален карактер, и како таква се однесува само во случај кога поднесениот предлог на референдум е за прашање за кое мора или може да се распише референдум, а не за секое прашање од надлежност на собранието, а најмалку пак за прашање што не е во негова надлежност. Понатаму Уставниот суд вели дека иако Уставот не го забранува, ниту го ограничува на експлицитен начин референдумското одлучување за одделни прашања од надлежност на собранието, тие забрани според судот произлегуваат од самата негова концепција за остварување на власта на граѓаните, според која референдумот е само еден од облиците на непосредно учество, а основен облик на остварување на власта е представничката парламентарна демократија. Значи, акцентот и приматот самиот Уставен суд го дава на представничката демократија. И потоа продолжува велики дека во таков систем тежиштето на одлучување, односно на остварување на власта на граѓаните не е преку референдум, туку преку претениците во собранието и потенцира дека референдум не може секогаш и за сите прашања од надлежност на собранието да представува алтернатива на представничката демократија. Значи, тоа ви е сваќање и толкување на Уставен суд на Република Македонија. И она што дури се обидува Уставниот суд во тоа креативно толкување да направи едно буквално толкување на членот 73 од Уставот, кај што вели дека таму е регулирано дека собранието одлучува за распишување на референдум за одделни прашања, го потенцира тоа одделни прашања од негова надлежност со мнозинство гласови од вкупниот број пратеници. Но во ставот 3, каде што стои обврската за распишување референдум на барање на 150.000 граѓани, не стои за одделни прашања, туку тоа е ставена како апсолутна обврска. Значи, сметам дека практично, ако треба да постои ограничување за прашања за кои што не може да се распише референдум, нив им е местото во Уставот, а не во законот. И второ, ако ги погледнете законските ограничувања за распишување на референдум, некои од нив се прешироки. Например, генерално да ставите дека не сме да има референдум за прашање за буџетот, или пак на централно ниво или на локално ниво, или пак за организација на општинската администрација на локално ниво, тоа е прилично широко. Се може да ставите за буџетот, под буџетот. Например, ако сакате да распишете референдум за Скопје 2014, некој може да ви рече, ама тоа се однесува на буџетот, зашто тоа се пари од буџетот. Значи, не сме да имате такви широки одредби кои што нема да дозволуваат граѓански иницијативи и референдум. Во делот на анализата која што е направена од фондацијата, во овој случај мислам дека добар е предлогот каде што се потенцира дека одредени прашања на вистина треба да бидат изземени од референдумско изјаснување и тоа
треба да бидат прашања кои што би биле спротивни за донесување на одлуки спротивни на Европската конвенција за човекови права. И таква интервенција веќе има во регионот, во Уставот. Значи, Уставот на Словенија минатата година е сменет во насока дека е внесено дека не може да се распишува референдум чија што одлука би значила кршење на Европската конвенција за човекови права. Значи, тоа е стандард кој што ние не можеме да си дозволиме да одиме под него без оглед какво е моменталното расположение. И затоа не случајно се ставаат човековите права, определени вредности на пиедестал, кои што не може дури ни мнозинството да ги менува, бидејќи некогаш би биле загрозени правата на определени малцински заедници, малцински групи. Исто така, ако погледнете самото мнозинство кое што се бара во Уставот за распишување на референдум, тоа оневозможува во Македонија да организирате референдум со повеќе опции. И затоа, ако погледнете во законот, дадена е можност единствено за референдум за и против определено прашање. Компаративно, во компаративните системи познати се и референдуми каде што граѓаните имаат можност да се изјаснат за повеќе алтернативи. Значи, multiple choice прашања. Например, во Австралија во 1977 година е организиран референдум во кој што е избрана националната химна на прашање на кој што биле дадени 4 алтернативи. Значи, практично 4 опции граѓаните имале можност да избираат. Во Нов Зеланд во 1992 година се гласаше за изборен систем на референдум во кој што биле дадени 5 опции кои што граѓаните исто така можеле да ги избираат. Постојат различни механизми како потоа се пресметуваат гласовите, значи граѓаните имаат можност да дадат повеќе опции, да определат своји приоритети, но тоа се прашања кои што евентуално би требало да се разгледуваат во Македонија. Што се однесува исто така до анализата која што е изработена, мислам дека и се согласувам дека апсолутно треба детално да се регулираат прашањата за тоа како би се одвивала кампањата за одреден референдум. Не сме да се дозволи да имате еднострана кампања. Дури ми се допаѓа хрватскиот предлог каде што доколку власта распишува референдум или некој друг иницира референдум, владата да има обврска да изготви анализа во која што ќе ги презентира двете варијанти, двете опции за и против определено прашање. Значи, не сме буџетските средства да се користат само за кампања на една опција, заради тоа што тие се средства кои што ги плаќаат сите граѓани, кои што се носители на различни ставови и различни мислења во земјата во еден конкретен временски период. Поведувањето и пропишувањето на паралелна процедура исто така мислам дека е нешто што недостасува во нашиот закон, кој што исто така треба да биде регулирана. Ако генерално го согледаме постојниот закон кој што регулира граѓанската иницијатива и референдумите, заклучокот би бил еден дека тоа е кошмарен закон. Зашто? Заради тоа што создава еден административен лавиринт во кој што практично сите граѓански иницијативи се губат. Дадени се процедури кои што ги обесхрабруваат граѓаните да пристапуваат кон референдуми и граѓански иницијативи. Која е логиката да собирате потписи за да собирате потписи? Мислам, тоа е едно апсолутно решение, едно апсурдно решение кое што навистина нема никаква логика во законот. Имате нејасни одредби, имате конфузни одредби, имате непрецизни одредби, се мешаат определени термини, некои се преограничувачки за граѓаните, од друга страна како намерно да постојат определени правни празнини кои што возможуваат дискреција на органите со цел да спречат во конкретен случај определени иницијативи. Навистина е апсурдно ова што го слушав денеска од представниците од граѓанските иницијативи, да правите трошок на граѓаните, они да ви обезбедуваат образци за собирање на потписи. Мислам, граѓанската иницијатива е нешто што треба да поттикне развој на демократија во една земја. Државата е таа која што е должна да ги сноси финансиските трошоци за тоа. Значи, не може вие да ги оптеретувате да печатат списоци, да прават ливчиња или да собираат потписи во тој дел. Исто така, кога се собираат потписи, треба да се овозможат апсолутно услови тоа да биде направено, како временски,
така и просторни, значи не може да правите собирање на потписи само во работно време. Ние видовме кога се собираат потписи за определени председателски кандидати, се работи 24 часа за да се соберат потписите. Истиот принцип во смисла на продолжено работно време, значи во кое што граѓаните и после работното време ќе може да дадат потписи, мора да им биде обезбедено и по случај на граѓанска иницијатива и референдум. Значи практично сметам дека навистина треба сериозна корекција на она што представува правна рамка со јасни процедури и со ефикасни правни лекови, бидејќи практично ние видовме дека во два случаи кои што тука беа презентирани, граѓаните немаат можност за правен лек кога им се оневозможува остварувањето на нивното граѓанско право. Но исто така морам да потенцирам дека во Република Македонија не се виновни секогаш само законите. Виновни се оние кои што ги применуваат, бидејќи најчесто имаме лоша волја во примената на законите, во толкувањето на законите, а некогаш и во нивното пишување. И на крај сакам да потенцирам дека практично непосредната демократија е спротивна на популизмот и покрај тоа што често пати популистичките политичари се представуваат како глас на народот. Задача на непосредната демократија е вклучување и учество на што е можно поголем број граѓани во јавниот политички живот, додека пак популизмот главно се занимава со мобилизација на мнозинството заради исклучување на другиот дел од општеството. Непосредната демократија работи на тоа да ги охрабри граѓаните, да ги поттикне да бидат активни, а популизмот има тенденција низ притисок и злоупотреба на моќта да заплаши дел од општеството. И од тој аспект, кога станува збор за граѓанските иницијативи, за референдумите, сепак мора да потенцираме дека за да може да дојдат до израз граѓански иницијативи и референдуми, граѓаните мора да имаат можност слободно да ја изразат својата волја при гласањето, бидејќи ако вие немате услови за демократија воопшто, уште помалку ќе постојат услови за непосредна демократија.